Добро вечер. Како што сега стојат работите, изгледа дека исходот од договорот од Пржино се избори на 5 јуни на кои опозицијата нема да учествува. Избори без избор, решение кое не личи на решавање на политичката криза. Опозицијата повикува на бојкот и тврди дека услови за фер и демократски избори нема, а партиите на власт ја повикуваат опозицијата да се предомисли, тврдејќи дека услови за фер избори на 5 јуни има. Што вели меѓународната заедница, чии представници се подписници и гарантори на договорот од Пржино и требаше да внимаваат дали ќе бидат остварени реформите предвидени во овој договор. Пред да се распушти собранието, рекоа дека собранието е тоа кое одлучува кога ќе се одржат избори, а веднаш по распуштањето рекоа дека на 6 април се изгуби можноста за кредибилни избори. Ситуација која отвара голем број на прашања меѓу македонските граѓани. За тоа, каде оди Македонија? Во отворено вечерва дебатираме за домашната политичка криза и надворешно политичките предизвици. Гости во студиото се четворица поранешни амбасадори, господинот Ѓорги Спасов, добро вечер и добро дојдовте. Господинот Нано Ружин, добро вечер и добро дојдовте. Господинот Агром Буџаку, вратен 4 месеци во државата, добро вечер и до вас и добро дојдовте. И господинот Љупчо Арсовски, добро вечер и до вас и добро дојдовте во студиото. Ке го анализираме актуелниот момент на политичката криза, како одиграа меѓународните гарантори, кои се сега опциите за решавање на политичката криза и како овој развој на настаните ќе влијае врз евроатлантските аспирации, пред се на препораката за почеток на преговори, која зависеше од тоа какви избори ќе одржи оваа држава. Значи, пред се, ако гарантите на Пржино од меѓународната заедница самите поставија 3 клучни услови за кредибилни избори, дали и зошто се повлекува, господине Спасов? Не знам зошто се повлекува, меѓутоа факт е дека кризата во Македонија беше криза на легитимитетот на избраните институции, а тој легитимитет на избраните институции, на владите на парламентот се темелеше пред се на изборни регуларности направени во претходните изборни процеси, пред се во тоа што опозицијата немаше пристап кон медиумите, трето затоа што меѓу другото не постоеше нормално судство, немавме партизирано судство, четврто затоа што не постоеше одвоеност на партијата од државата, и пето затоа што Македонија немаше направено попис и не се знаеше што се случува со избирачкиот список во Македонија. Оттаму целото разрешување на кризата започна со идеја всушност да се стават, да се отстранат таквите нерегуларности, за да може Македонија да дојде во состојба каде што ќе има фер и демократски избори, за да може да се обнови легитимитетот на институциите. И потоа тие бројни услови се дојде до една листа од 3, кои што беа некаков минимум за да може да се организираат избори. Тоа е поделбата на државата од партијата, регуларен избирачки список, односно прочестен избирачки список и медиумите кои како да повеќе не се споменува и пред распуштањето на парламентот. Значи целата интервенција со договорот во Пржино, кој што особено со анексот кој што беше направен на 2 јуни, беше меѓу другото да се обезбедат неколку клучни услови за фери демократски избори. Првиот клучен услов за обезбедување фери демократски избори беше да се формира нов вид на државна изборна комисија, кој што требаше врз основа на веќе претходно усвоена методологија да се дојде до чист избирачки список и ние гледаме дека таа работа се уште не е завршена. Второто беше да се направи реформа на медиумите со тоа што ќе се обезбеди на опозицијата и на опозиционите политички партии да имат фер пристап за да може да ги презентираат собствените програми и кандидати во текот на изборниот процес. Третата димензија беше да се обезбеди сепак малку ослободување на судството од стегите и создавање на еден организам кој ќе обезбеди меѓу другото расчистување на изборните регуларности од претходните за тие да не се повторат и затоа беше формирано специјалното јавно обвинителство и четврто беше да се обезбеди така наречена контрола со влегување на опозицијата во власта, на некој начин да се обезбеди преку техничката влада една контрола на трошењето на буџетските средства за да не можат повторно да бидат купени на некој начин изборите. Сега во целото не мислам дека ќе се површи меѓународната заедница. Меѓународната заедница е сега ставена во ситуација да не знае што да прави. Затоа што клучните услови за кои што инсистираше опозицијата не се исполнети. Опозицијата најавува дека без тие клучните услови всушност кризата нема да биде решена, тука само ќе се продлабочи и бара од меѓународната заедница во целата оваа ситуација се уште да најде начин како да интервенира. Едниот од начините е да се одржи датумот кој што е веќе закажан за одржување изборите 5 јуни и вториот начин е дополнително да се изврши притисок меѓу другото врз власта да создава дополнително услови на некој начин за одржување на фер избори. Ја мислам дека премногу овие
строго зборчето дека меѓународната заедница се повлекла. Прашав дали. Мислам дека не е. Меѓутоа, факт е дека меѓународната заедница се обидува да имплементира одреден, би рекол, кризен менеджмент, сличен на 2001, меѓутоа во тие години се работеше за безбедносни аспекти, овој пат се работи за криза на институциите, на демократијата. И во таа насока настојуваше да изнеде разни форми на действување, нормално со една влада која е популистичка и која, што знаеме, популистите многу тешко се сногиат со меѓународната заедница. Не е случајно, тие се постојано во некој судир со меѓународната заедница. Зашто? Затоа што меѓународната заедница пред себе инсистира на демократски принципи. Земете, например, принципот на транспарентност на медиумите, овие три аспекти што ви ги споменавте. И во овој момент меѓународната заедница практично се најде во една позиција каде што од една страна настојува да го одржи својот авторитет, бидејќи не сме да заземе страна, тоа е еден од принципите на кризниот менеджмент, значи да не го изгуби својот кредибилитет, а од друга страна настојува Македонија да предвижи кон некоја демократизација што оди многу тешко. Она што го објасни Ѓорги претходно. И во таквиот еден контекст се уште не е јасно прво дали ќе има избори. Се уште мислам дека меѓународната заедница не го искажала конечно својот став. Таа настојува барем за овие 2 месеци, барем нешто да се промени во самиот однос на актуелната власт во однос на овие 3 принципиелни вредности за демократизацијата и воедно настојува, можеби размисла по некои разни сценариуми кои што се можни за излез од оваа криза, а едно од нив е, претпоставам, можеби екстремно да дојде до еден вид самоуништување на власта, бидејќи таа настојува постојано да игра на истата карта. Груевски гледаме дека е веќе обземен со една психологија на можеби самоизолирање, на одредена лузерска филозофија, бидејќи од една страна вели, барем така зборуваат гласините, бидејќи ние ништо немаме, сигурно дека би бил дури подготвен да не биде премиер, но да се не знам, го продаде името и така натаму, но во секој случај нешто се случува и во власта и во тој контекст секако да најдете еден прецизен одговор е многу тешко, но ние сепак би требале да ги развиеме оние, според мене, 3 можни сценарија кои што би довеле до излегување на државата во една демократска димензија, бидејќи ова веќе не се поднесува, затоа што Македонија постојано тоне и ги загрозува своите економски, ќе побарам од секој од вас дали би можеле да се вратиме во некој тек на практично се загрозни сите евроатлантски амбиции на државата. Буџако, како вие коментирате оваа ситуација и ако земеме условно дека меѓународната заедница мора да обезбеди некаков консензус на страните кои што се обидува да ги усогласи по реформите, дали очекувате, односно дали сега притисокот е врз опозицијата која повикува на бојкот или ќе се направи притисок врз партиите на власт да се одложат изборите? Прво би рекол дека истовремено имам и предност и недостаток, затоа што сум бил одсутен до пред 4 месеци. Ги следавте настаните, но од подалеку. Тоа има една паралела која кажува дека ако човекот во шумата ги знае многу добро дрвјата, но ако е надвор, гледа обликот на шумата. Јас бев тука 7 години внатре, така што можеби некои дрвја се израстат и променети, некои не. Некои нови се појавија. Млади. Од надвор гледам шумата, но Париз не е толку далеко, но фигуративно кажано, како дипломат јас се бавев и ја представав Република Македонија, ниту политика, ниту партија, него званично државните институции, така што во тој однос јас сум малку во предност, а можеби не ги знам сега овие новите дрвја. А што би рекол? Би рекол дека и другата паралела би била со 2001. И тогаш имавме рамковен договор
и се уште не се исполнети сите точки од рамковниот договор. Зборуваме за некои работи што се наталожија во една држава млада, во млада демократија која нема некако искуство со демократски институции и сите очекуваме одеднаш да бидеме Исланд или Финска. Тоа не може преку ноќ, така што треба малку трпение. Јас сум секогаш благодарен на меѓународната заедница и многу сум среќен што сме на права страна на историјата како држава и сигурен сум дека ќе најдат решение за ова ситуација. Првобитно, напорите на меѓународна заедница кога се работи за суверена држава мора се да се постапи малку и поделикатно, зашто Македонија е суверена држава независна од 1991, така што со веќе демократски институции, така што и пристапот беше насочен кон тоа да сите проблеми се решаваат преку институциите. Така што стигнавме до момент кога имаме две институции кои работат, специјално јавно опозицијство, кои произлегува од Пржинскиот договор и кои действуваат, и исто така и Државната изборна комисија. Сите две беа изгласани, поддржани од сите партии. Така што, мислам, во овој случај треба да се овозможи на двете институциите, пошто споменавте повлекување, не верувам, мислим, тие усмерија, тие дадоа зашто се на нас во државата е да ги решаваме проблемите. Тие ни дадоа насока, ни дадоа начин како да ги решиме, ја донесоа дури и обвинителката од Романија, така што во овој случај, јас повторувам, треба да се дава можност на институциите и на едната и на другата да работат непречено и во овој случај дали има, дали нема, кои се така, да каже Државната изборна комисија, па после ќе видиме кој ќе биде натамошниот чекор на опозиционите партии, пошто се многу. Господин Арсовски, како вие ќе протолкувате оваа политичка ситуација? Господин Буџако даде еден дипломатски широк одговор, меѓутоа еве ќе се обидам кај вас, дали сега очекувате поголем притисок на опозицијата или на власт? Прво да ја поздравам, прв пат во оваа телевизија, до вашата емисија која редовно си ја гледам, да ви кажем, и до гледачите непосредно во студијата, кои ми е драго што учествува во некоја интерактивна дебата. За мене се поставуваат неколку прашања, каде што секогаш е меѓународната заедница основна, бидејќи и така и го поставите прашањето. Што очекуваме од меѓународната заедница? И едните, и другите, и едната страна, и другата страна. Дали тие знаат во која средина се наоѓаат, иако е тоа 20 на години, 25 години, да речеме, едно искуство на амбасадори и други представници, не само на земји, него на ОПСЕ, на Европската унија и така натаму. И дали сваќаме, дали се дојдени тие тука да помогнат или да одмогнат. Сега, за сценаријата, добро што го кажавте, има за понатаму ќе го кажеме тоа сигурно кои се очекуваните работи. Мислам дека народот, како што многу често се употребува, треба да стварно да свати зошто е меѓународната заедница овде. Ние сме сепак некои 2 милиона и нешто и помалку, може би сега, после разни проценки и така натаму на статистиката. Зошто се тука? Тие се тука, бидејќи Македонија е определена да оди во НАТО, во Европската унија, тие се дојдени тука да помогнат во подигнувањето на свеста, на демократските процеси, медиумите, судството, се она што ја чини заедницата општествена, еден вистински организам, механизам кој треба да функционира во некои приближни критериуми, ако не исти, како што во некои земји на светот ние милуваме да ги кажеме, што не сум во Шведска, што не сум во, да си завршам работа за минута, за две и така натаму и така натаму. Значи, прво, треба да сватиме во која состојба сме сега. Сега сме во една ситуација страшна, бидејќи председателот на парламентот поднесува, го распушта собранието, а се уште не подпишал одлука. И сега се појавуваат натаму цели 15 дена, се оди низ медиумите, кој е во право, кој е во криво. Нормално, тој што ги има медиумите, тој победува секаде. Зашто? Тој ги има медиумите. Тој ако каже дека овде има вино, после некој време сите ќе мислат дека стварно овде има вино, овде има вода.
Значи, тоа ми беше идејата. Ние мораме да сватиме дека медиумите, а тоа е еден од договорите, од точките во Пржинскиот договор кој не е исполнет. Медиумите нема за мене ни јота променено. Може би некој отишол од едната страна во некоја телевизија, друг дошол во другата, тоа не е ништо. Добро, ако добро ве разбирам, вие велите дека меѓународната заедница е тука да помогне, меѓутоа главната работа треба да ја завршат домашните фактори. Тоа што го кажува и меѓународната заедница. Така, вие треба да се проблемот е во тоа што доколку меѓународната заедница не направеше обид да ги собере на иста маса, тие никогаш немаше да седнат заедно и многу малку може да се очекува дека самите ќе направат нешто, а последните чекори направија малку недоверба меѓу граѓаните дали ќе се инсистира на решавање на сите реформи кои што беа наведени. Кога станува збор за палома хартија, така? Не може. Или ќе разговараме равноправно со аргументи, или со ефекти према дел од народот кој едноставно можеби не е толку заинтересиран, можеби не е на тој ниво да ги разбере пораки. Можеби веќе му е доста. Меѓународната заедница доаѓа секојаш со пораки. И сите пораки кога ќе ги прочитате на Могерини, на Вагел, на Ховид, а да не зборам за твитерот на Вахуте, кој има страшни пораки, некој овде си поигрува. Знаеме кој си поигрува со таа работа. Ама тој си поигрува со целата држава, не си поигрува со Вахуте. Да го слушнеме Мартин Ангелов со првото прашање од публиката. Ако го имате микрофонот, повелете. Добро вечер. Сакам да поставам прашање. Дали опозицијата, односно Социјалдемократската партија на Македонија, според низиниот интерпартиски кредибилитет, сака или односно смее да учествува новите избори од 2016 година? Дали треба, прашувате, малку објаснете. Да. Дали треба да учествува? На овие на 5 јуни? Да. Добро, благодарам. Јас ќе одговорам. Социјалдемократска сојуз на Македонија сака да оди на избори, меѓутоа само на избори на кои што ќе има гарантирано фер и демократски услови за сите учесници на таквите избори. Во овој момент не е возможно вие на граѓаните да ми ја приопштите вистината заради силниот монопол врз медиумите кои што го чува владеешката партија и која што всушност најави по 24 април, датумот кој беше закажан првично да бидат изборите, дека нема намера воопшто да прави било каква реформа во медиите. Второ, вие немате пристап до правдата со оглед на тоа што не само што целото судство ја покажува својата целосна партизираност, туку истовремено ги гледате сите обструкции кои што се му се прават на специјалното јавно обвинителство, кое што требаше меѓу другото да обезбеди одговорност за веќе направените изборни регуларности во претходни периоди. И немате се уште слобода на изборот, што е клучно за да имате фери демократски избори, заради тоа што се уште немате прочистен избирачки список, се уште немате обезбедено спречување на притисоците кои што може да се прават избирачите, и во таа смисла опозицијата има одговорност во такви услови да каже дека не. По такви услови ние нема да одиме на избори, туку ќе вршиме на тамошен притисок да обезбедиме фер услови за изборен надпревар. Тоа е не само легитимно право, туку тоа е обврска на опозицијата како услов за враќање на легитимитетот на институциите. Ајде, само би додал дека практично тоа се позициите на опозицијата. Меѓутоа, кога би ја прашале власта, таа би морала да има малку чувство за деонтологија, за морал. Каква е таа да оди на победа, каква е таа пирова победа на избори? Што ќе прави со нези? Дали таа гледа во иднина како една вид вредност која што ја возможува да оди на меѓународни настани, да се бори за евроатлантските интеграции и така натаму. Значи, во такви услови, доколку навистина мислат за фер избори, тие треба самите да запрашуваат, бидејќи опозицијата не треба да се свати само како еден украсен елемент во политичкиот систем. Опозицијата има значајни функции и после изборите, пред се на контролор на власта. Значи, таа е оној механизам кој што ја контролира власта, за да власта не се занесе. Гледаме дека власта се занесува. Второ, тука се интелектуалците, трето, тука се медиумите. Медиумите исто
имаат функција, треба подлабоко да ја гледаме. Не е функција само да бранат или не. Тие всушност пред се треба да критикуваат. Тоа е најзначајната функција, односно да вршат контрола на власта. И во тој контекст, овие западњаци што настојуваат транспарентност, промени, реформи на медиумскиот систем, всушност е во функција на тоа, не дека нив не им се допаѓа, не знам, еден или друг медиум, да не ги спомнувам каналите. Туку заради што тие треба да бидат составен дел на тој контролорен механизам, во спротивно нема демократија и конечно, можеби тоа е можеби и најдоброто сценарио, бидејќи кога некој апсолутно ќе се почувствува силен и мокен и кој што апсолутно сака да владее, пуштете го нека се самоубие. Бидејќи сите оние што апсолутисти достигаат една врв и после тоа паѓаат надолу. И тука е големата дилема. Јас сум лично мислам дека опозицијата не треба да оди на избори, бидејќи на тој начин само ќе ги легитимира овие неправедности и неправилности што постојат во општеството. Буџаков? Прашањето беше за СДС, ја не сум повикан. Не, ама што мислите вие? Ја мислам дека да почекаме институциите како ДИК и јавното обезбедство да продолжат да работат, инсистирам на тоа, затоа што ако побаравме веќе помош од меѓународната заедница, ако не даде насоките, треба да се придржиме. Јас се плашам дека во ова не знам да употребам дипломатски збор, затоа што стварно не очекував ваква поларизација. Да, мислим, уште поприлагоđено. За 6 години моје отсуство тука е доаѓане на неколку дена, но сепак сега чувствувам една голема поларизација и секое навивање под наводници или наметнување на едно решение врз това на другите ќе го сватат како екзистенцијално прашање. Но што ќе значат избори на кои ќе одат ВМРО, ДПМН и ДУИ, веројатно и некои други партии, например за албанското гласачко тело, за албанската политичка партија. Како оценувате вие? Претпоставувам дека легитимитетот кој што би го добил победникот сигурно ќе биде апсолутен доколку одат на избори сите политички опции. Тоа се разбира, не, јас сепак мислам дека после конечно одбројување и конечно завршување на работата на ДИК кој повторуваме орган кој е избран и гласан и поддржан и има апсолутна власт под наводици во смисол на изборите, да почекаме што ќе каже ДИК и да се трудиме до тој датум или до почетокот законски на кампањата да направиме се што е можно за да изборите добијат на легитимитет и на веродостојност. Иако конкретно е прашањето и колегата Спасов се пријави за да го одговори прво, морам да кажам дека по мене и прерано се даде одговор на условно кажано најголемата опозициона партија, исто како што мислам вечерта кога на 5 минути пред да заврши се кажа дека нема да се оди на избори, тоа е број 1. Број 2 е да се вратиме една година поназад, кога земјата се наоѓа во една таква ситуација, со мирна совест четирите партии си седнаа во една куќа на пржина да си решаваат што сакаат за државата. А каде е народот на кој се повикуваат, каде се невладините организации, каде се другите асоциации и така натаму, на кои сите се повикуваат подосна кога ќе им затреба. Подосна се виде, односно претходно се виде колку беа сите тие невладини и така натаму пред владата застанали и така натаму. После добија условно кажано војно, слободни сте, понатаму идеме ние во собрание. Го напуштиме собранието, сега се бараат повторно тие. Ама тие први се јавија уште пред 15 дена, можеби и месец дена, дека кажаа дека она што е договорено во Пржино не е исполнето и дека нема услови. Први се јавија тие, невладините организации, и се јави либералната партија со став дека нема услови за во ваква ситуација. Зашто? Го спомнавме. Значи, медиумите, судството и ДИК. Со ДИК, ве молам, од толку илјади на ќе се сведе на еден човек. Мислам дека е тоа едноставно несериозно веќе. Никој
нас од надвор. Се зборувам како дипломати, верувам ќе го поделат тоа. Кога гледаме во некоја земја внатре, ние гледаме со други очи и гледаме пореално дека тоа нас не боли, ама ја гледаме ситуацијата каква е. Сепак велите дека избрзале се да се сметате дека треба да излезат на избори на 5. Не, јас тоа веќе го кажа нивниот лидер. Дали се консултирал со некого или не знам. Меѓутоа, на 5 минути пред да заврши да кажете, сепак, прашано ли е членството, прашано ли е Централниот комитет, ја тоа не знам. Знаете, И ова, ако може прокоментирате го околу улогата на невладините на... Да, ќе го прокоментирам и тоа, затоа што не согласувам со тоа. Првата работа е дека Социјалдемократска сојуз како политичка партија која што влезе во овие политички преговори за се создадат услови за фери демократски избори, беше во еден момент на некој начин измамена пред се страна од страна на меѓународните посредници. По 24 април се создаде едно чувство дека, како да му е кажано на Груевски, тебе ти се гарантиран датумот за изборите на 5 јуни, прави од сега натаму што сакаш, па ние ќе видиме како ќе се однесува Социјалдемократска сојуз на Македонија како една од странките кои што преговараат за овие избори. Истиот момент, по 24-ти, Груевски си дозволи да го прогласи Ван Хауте како човек кој што ќе биде само турист во државата. Одбие да учествува понатаму во преговорите за имплементација на разговорот кој што беше суштина за обезбедување фери демократски избори, се откажа од реформата на медиумите, започна со стравични обструкции на специјалното јавно обвинителство со донесување дури на одлука на Уставниот суд за укинување на правото за давање повторно враќање на правото на Ѓорѓе Иванов за да може да помилува лица за изборни регуларности. И меѓу другото почна да практикува една судството нормално си го покажа целосно својот поданички менталитет во однос на одлуките кои што беа однесени и во еден момент Социјалдемократска сојуз беше ставен во позиција, ја донесе одлуката за распишување на изборите, објави дека ќе оди на избори без консултација со четвртата партија, која што е клучно го започна целиот овој процес. На Социјалдемократска сојуз нема остануваше ништо друго, освен да каже дека ако вие вака продолжите, ние објавуваме бојкот на изборите, затоа што не гледаме дека има услови за одржување на фер и демократски избори. Тоа е порака. Зошто е порака и не е преранета? Затоа што Социјалдемократска сојуз истовремено рече, ние ги задржуваме нашите членови во Државната изборна комисија за да продолжи со прошувањето на Државниот изборен список, независно тоа што не се прифатени оставките на нашите министри, продолжуваме со активностите кои што се дел од пржинските активности, им даваме се уште простор на меѓународната заедница и не ВМРО да сватат дека избори без опозиција во Македонија само ќе ја продлабочат кризата. И се уште даваме простор да сватат дека избори на кои што нема да учествува опозицијата ќе го вратат целокупниот договор за пржина на самиот почеток. Во таа смисла Социјалдемократска сојуз не отстапи од она што беше договорено со невладиниот сектор. Него напротив, во моментот кога со пржинскиот договор беше договорено да Социјалдемократска сојуз влезе во владата, односно во техничката влада, тогаш беше направен договор со граѓанските организации дека не е добро да бидат они се уште во некој тип на заеднички сојуз, заради тоа што граѓанските организации имаат за задача да ја критикуваат секоја влада, па и владата во која што се наоѓаат учесници на Социјалдемократска сојуз. Врз основа на тој договор беше договорено тогаш да они се раскине така нешната претходна платформа меѓу граѓанските организации и Социјалдемократска сојуз и понатаму да се работуваат на сосема други основи кои што ги продолжија соработката на тие основи. Така што во таа смисла сметам дека натаму се одржува таа комуникација, како што гледате енергијата помеѓу опозицијата и граѓанскиот сектор е апсолутно во една синергија и мислам дека сето ово што се случува во Македонија е на тамошен притисок и врз меѓународните организации да сватат дека не можат туку така лесно да се откажат од овој процес. Факт е дека немаше никогаш Груевска да се согласи на било какви преговори со опозицијата да не беше меѓународниот притисок, да не беше Европската унија и САД и да кажа дека во услови на диктатура можно е да се воспостават само механизми на таа контрола на таа власт преку трите инструменти кои што ги понудија. Специјалното јавно обвинителство, слобода на медиумите, техничка влада која што може да ги спроведе изборите, оставка на премиерот и меѓу другото Државна изборна комисија која што ќе прочисти избирачкиот список. Само на кратко, ако ми дозволите, во последната колумна вие поаѓате од изјавата на Хан за Капитал кај што тој вели па не мора сите партии да учествуваат на изборите и од тука поаѓате кога тврдите дека можеби ВМРО, ДПМН и ДУИ беа охрабрени
од тогаш се наваму повлече кан. за да и дека се тие убедени дека некој нема да дозволи опозицијата да ги бойкотира изборите. Може ли опозицијата да го смени ставот? Што мислите вие? Не, јас сметам дека е точно, дека тогаш они добија едно охрабрување, дека со тоа што се согласија да датумот за избори биде премесен на 5 јуни, дека со тоа веќе им е се дозволено да прават, дека може да ги блокираат сите други инструменти на имплементацијата на Пржинскиот договор. И од тоа мислам дека таа охрабреност, таа осиленост, тоа насилство кое се чувствува сега во политичкиот живот во Македонија е меѓу другото и резултат од некаква премолчена согласност дека 5 јуни е датум на кој што не може да се одлага и дека опозицијата некој притисокот ќе биде пренесен сега врз опозицијата за она со сигурност да учествува на таквите избори, независно од тоа што овие не се придржуваат до ниту една одредба, меѓутоа таквата пресметка е погрешна на било кој да ја направил. Затоа што опозицијата не може никој со сила да натера да учествува на избори за кои што нема елементарно фер услови за надпревар со власта во целата оваа ситуација. И во таа смисла сметам дека меѓународната заедница ќе се не свесна дека со неучество на опозицијата на овие избори не се добива ништо. Целиот процес се враќа на почетокот, се она што е инвестирано во демократизацијата на земјата во оваа цела година и се она што е направено и со Државната изборна комисија, со специјалното јавно административно и со техничката влада пропаѓа како никогаш да не постоело во Македонија. Тоа е најголемата опасност и сметаме дека ќе го Точно, ама факт е дека невладините организации први се појавија на сцената во медиумите дека не се прави ова. Многу објективна, многу реална оценка има ова за што зборуваме ние се. Само дозволете да кажем нешто. Социјалдемократскиот сојуз имаше одговорност да не истрчува пред да биде донесена конечната одлука од страна на парламентот. Значи, не смееше 15 дена пред таквата одлука на парламентот да каже дека не се исполнети условите и ние не учествуваме на ваквите избори. Она мораше да почека затоа што до последен момент се надеваше дека Соединетите Американски држави и Европската унија како клучни гарантори на процесот дека ќе имаат доблест да му кажат на парламентот дека и оваа одлука за претходно распуштање на парламентот што патем речено е неуставна, дека не е одржлива и дека треба да се промени датумот на изборите. Веројатно подоцна ќе зборуваме за надежта во меѓународната заедница. Значи, како учесник во преговорите, вие морате да им дадете до последен момент шанса сами да се коригираат. Но понекогаш, и тоа беше единствената политика на Социјалдемократскиот сојуз. Понекогаш може би е потребен и еден подсврз вака став, бидејќи само минатата недела овде во студиото беше координаторот на пратеничката група на СДСМ кој не можеше да каже дека СДСМ на 5 јуни нема да оди на избори. Веројатно стравувајќи дека тогаш ќе биде обвинет од ВМРО дека ете тие не се подготвени за избори, така што добро, тоа се веќе некои политички проценти. Дека невладиниот сектор е спонтан и ајде да не кажам поирационален или похрабар, бидејќи составен дел на секоја демократија невладиниот сектор кој може би прв се излетува, бидејќи сваќа дека нема ништо од промените. Така што затоа е токму добро што ја покажува својата зрелост и оваа лекција што ни ја прави овој национален популизам е всушност добра лекција за демократија пред се на владениот сектор кој што доживее на ренесанса, почнувајќи од минатогодишните настани на младите, студентите и така натаму, па до денес тоа што се случува. Да, сега е повикан, па ќе видиме како ќе биде одговорот. Јаначков Митко го поставува следното прашање. Најпрво добро вечер. Јас моето прашање ми го адресирал до сите панелисти на денешната дискусија и тоа се однесува на тоа дали меѓународната заедница испраќа одредени сигнали дека спорот со името би требало да биде вклучен во решението на актуелната домашна политичка криза. Благодарам. Значи, кога зборуваме за името, прв право на одговор добива господин Љупчо Арсовски, тој доста време беше во Атина, мислам се разбира и сите овде присутни амбасадори. Предпоставувам дека прашањето произлегува од тоа што го изјави Бејли на само на 2 дена пред распуштање на парламент. Тој вели мигрантската криза ја покажа стратешката потреба од заработка меѓу земјите, не постои подобро време од сега да се одврзе јазовот околу спорот за името. А САД и меѓународната заедница да пружат поддршка. Сега има други толкувања дека не постои полошо време да се отвори ова прашање воопшто, но затоа сте вие тука да. Морам да кажам дека практично појавувањето на прашањето за на тамошен чекор во разговори меѓу Македонија и Грција секогаш доаѓале баш во такви моменти.
Или имало избори во Грција, или избори во Македонија. Или имало проблеми на едната страна, или сме имале ние некакви тогаш 2001 година, 99 година, бомбардирањето на НАТО и така натаму. Секогаш се појавуваат тие прашања, зашто? Секој од својата страна, на свој простор, си правил одредена фина трговија и политика со тоа прашање. Секој си добивал малку назначење. За мене беше повеќе од смешно ова, и го сметав како едно прашање за кое не треба нити да му посветат. Ви кажам некојаш, во земјата во која служевта баш толку околу 15 години, кога има, некогаш не ги поставуваат медиумите, не знам на кој не го поставуваат како прашање. Едноставно ве игнорира. Ние требаше тоа да го игнорираме едноставно, дека тоа не го сметаме за нити нормално како прашање да се постави во овој момент. Во овој момент и двете земји си имаат своји проблеми. Ова прашање не е од вчера, ова прашање е 25 години, се тркала. Имаше непристојни предлози, непристојни. Утре, чинам ли во петок, Немец треба да биде во Атина на разговори. На средба со Коција. Ве прашам, со кого ќе разговара и зашто ќе разговара и што ќе каже од тоа? Јас лично му пишав едно писмо во кое реков дека честно е сега да го известите Советот за безбедност дека по ова прашање нема напредок. Ако 25 години нема напредок, никој тоа не може да го реши. Нити референдуми. Тоа веќе подолго време го зборувате, меѓутоа никој не признава. Така што мислам дека е во контекст на целава ситуација овде малку да се разбурка, исто како што и Хан, ако добро се сеќавам, ќе ме потсетат и колегите, и Хан ја спомна во текот на пржинските преговори дека тоа брзо треба да се разговара, дека ќе дојде мигрантската криза, за која моја маленкост уште во мај напишав дека доаѓа цунами. Ги известив, тоа не е важно, не по телефон, ама дека министрите за надворешни работи на Грција, Македонија, Србија и Унгарија треба да седнат веднаш да разговараат дека ни доаѓа цунами, доаѓа нешто што е, па луѓе газеа цели семејства со возови по наш. Никој не се вознемери во државата што се случи. Еден ден се згазиле тројца, згазиле семејство некое. Чекајте, луѓе чекаат таа. Јас ги гледам и другите весници, ги читам и грчките весници. Секоја вечер стотици бродови заминуваа по грчките острови. Тие луѓе беа носени со возови, со автобуси на наша граница за да го продолжат патот. Значи тоа се најавуваше на границата. Значи, именно, Хан го најави тогаш дека ќе дојде. И дојде мигрантската криза, еве, дојде. Ова не сакам да дојде во второво, нема ни потреба да дојде сега, во овој момент. Мислам, околу прашањето за името. Буџаго, како ви одговорили на ова прашање? Јас би пробал да најдам логика, пошто е очигледно нелогично во изборна година, во криза во Македонија, на прв поглед е нелогично. Нелогична изјавата на американскиот амбасадор. Но сепак јас мислам дека има логика и тоа во однос на тоа што Грција, која беше непопустива и цело време одбиваше одредени предлози, па наметнуваше и таа наметна целиот проблем на крајот на краиштата, сега се наоѓа во една тешка ситуација. Тешка ситуација во однос на мигрантите, кои ако не се до крај испочитува договорот на Турција со Европската унија, тогаш Турција може да ги пушти мигрантите во Грција. И ако Грција нема добри односи со Турција и со Македонија, ќе се најде под голем притисок на цунамито што колегата го спомна. Значи, во тој однос, добрососедските односи и соработка, важните столбови на Европската унија, и кога можеа Германија и Франција да соработуваат и заедно да се во Европска унија, мислам дека е последно време и Грција да ги разматра со ставовите и односите со соседите и да ги решава конкретно. А овој е момент да се решава затоа што сепак јас ипотетички зборувам, дали е тоа логиката, но сепак јас мислам тука наоѓам логика на американскиот предлог, затоа што Грција во тоа што и престојува со нерешената финансиска ситуација, криза, долгови и така натаму, со проблематични односи со
Европската Унија внатре со земјите кои кредитира, уште и фали уште да има лоши односи со Турција и со Македонија и да се наоѓа во една практично многу тешка ситуација, и затоа мислам дека од двете страни, и од наша и од нивна, треба овој момент да се користи, затоа што такви моменти имаме 25 години, но и во непроблематични моменти сепак немаше конкретни иницијативи да се реши. Кој би рекол дека проблемот со името ќе стане проблем кој што не е толку актуелен сега? За нас е несфатливо, но мислам дека американците гледат работите голема суперсила и не навлегуваат во конкретни детали внатре во Ружен, вие што мислите за овој и особено од аспект на интеграцијата, амбициите за интеграција во НАТО пред самитот во Варшава? Значи, прво, но сепак дозволете мал еден вовет. Би почнал со една мисла од Орвел, кој што вели: кога народот бира манипуланти, демагози, крадци за да го водат, тогаш народот не е крив, туку тој е соучесник во злочинот, во злосторството. Но да го разбереме народот, треба пак да тргнеме од позицијата на популистот. Популистот го обработи народот, додворувајќи му се или заканувајќи му се. И тоа имаме типичен пример во Македонија. Значи, ти си народе, секојаш се збора за народ. Во неколкуте говори од 2013-14, еден од најупотребуваните зборови на Груевски е народот. Јас сум слуга на народот, современиот популист. Народот е пред се, народот секојаш е во право, или си со нас, или не си со нас, значи нема трето. Односно, народот е секојаш единствен за мене, а тој што е против тоа што јас размислам, тогаш е он противник на народот. И популистот секојаш бара да има еден резервен непријател, теории на заговор. Во случајов едно време беа богаташите, не знам, од СДСМ, после тоа СДСМ и така натаму, на кој што цело време се вади некоја теза, жртви на транзиција и така натаму. И сега тој народ беше модулиран најчесто според проблемот на името. Значи, народе, јас сум тој што го брани името, не го давам името. Дури 2008 рече, го спасев името, не знам од што го спаси името 2008 во Букуреш, бидејќи ќе го прифатеше секако да влезевме и под референцата. Вртите со главата, господин Арсен. И во тој случај, па добро, либерали се, ние сме малку послободни интелектуалци. Дипломат и 25 години. Можете да се вмешате. 25 години со името и 40 години во мене другачие. Па нормално, тоа е демократија, мора другачие да се размислува. Меѓутоа сега доаѓа време, според моје лично мислење, ова почнува да се зборува дека Груевски ќе попушти денес што ќе направи. Прво, знаеме дека постојано ја изневерувала и постојано лажала меѓународната заедница. Дали меѓународната заедница со целиот овој карневал сега од 5 јуни па натаму не гледа простор за една година да го реши и прашањето со името, да ги реши овие три елементи на демократизацијата и на тој начин дури по цена да има едно партиски парламент кој што ќе има апсолутно мнозинство и кој што доколку го стават во ситуација да го реши прашањето со името и 2017 да се распишат нови избори. Мислам дека едно чувство, си го поставувам како дилема, можеби се лажам, меѓутоа можеби и точно. И на крај, ние мораме да се ослободиме од популистите. Имате, например, национал-популисти, имате популисти кои што се играат на прашањето на идентитетот. Например, ако треба ќе ви направи цел град со фигури, со споменици и така натаму, не заради Грција, напротив, заради хомогенизација, бидејќи тој сака сите македонци, се извинувам, мислам и албанците си се друг вид на етничка заедница, меѓутоа тој раководи со македонците, сите македонци да мислат еднакво. Никој случајно да не мисли различно, бидејќи тие мора да се идентификуваат со Александар Македонски, неговиот алтер его сум ја Груевски, Александар Македонски. Завршивме со фазата на комунизмот, завршивме со напатениот Трпе и Трајче, кој што цело време се македончиња, ние сме македонци, ние треба да покажеме заби, но меѓутоа овие што се издајнициве од опозицијата, тие немаат појма, бидејќи со нив нема разговор, со нив само може да ги направиме или да ги прогласиме дека
затоа што не се членови на ВМРО, дека не го имаат генетскиот код, значи на македонец, и второ, дури да се најде некој од нивните полуинтелектуалци кој што вели дека најголемиот лидер во историјата на Македонија од 45-та наваму е Груевски, но бидејќи пред тоа немала Македонија држава, тоа е уште од Самуил до денес најголемиот македонец. И што сакате во таков контекст, веројатно се смеат меѓународната заедница, а мислам и ние кои што настојуваме да бидеме, кога сте неутрален, вие всушност кога ги критикувате, тие ве прифаќаат како непријател, а само се укажува дека ја изигруваат демократијата, и тоа е толку евидентно, барем за овие студенти кои што студираат и политички или другите правни науки, економски, па и од природните науки. Манипулацијата е главната алатка на секој популист. Ние имаме работа со сериозен популист. За популизмот, добро. Да, па благодарам. слушате. За сега сакам да го слушам ставот на господинот Спасов за ова што го вели Ружин, дека е можно 2017 нови избори, дека ако сака да објасните уште еднаш. Значи тој рече дека сега ќе се оди на избори, па можеби ќе се разрешат некои прашања, па на 2017. Се беше познак на прашање. Уште еднаш. Не за тоа, ја да кажам за името. Ајде за името. Значи на тоа се концентрирав, простете, ама затоа што мислам дека апсолутно не е во право Бели кога мисли дека изборите се најдоброто време за решавање на името. Името во Македонија, проблемот името сам може да доведе до многу поголема конфронтација, поголема манипулација и сегашните политички поделби кои што постојат во Македонија дополнително да ги предлабочи. Затоа што ние веќе знаеме че 10 години сме ставени во функција на еден практично пропаганден терор, дека опозицијата сака да дојде на власт само за да го промени името, а сега дополнително има оние, како ги кажат, приказки, дека ВМРО добил согласност да оди на 5 јуни избори затоа што се договорил да го проведе името. Во услови на таква конфронтираност, во услови на таква, просто е невозможно вие да разговарате најнормално за еден многу суштествен проблем кој што е Марши Македонија. Јас само ќе потсетам, во 2005 година бев амбасадор во Лондон, кога Македонија го доби статусот на кандидат за членство во Европската унија. Тогаш, во разговорите со Тони Блер, кој ги беше тогашниот премиер, беа речени 3 работи. Го добивате статусот на кандидат за член во Европската унија заради 3 нешта. Прво, заради успешната имплементација на рамковниот договор во времето од 2002 до 2005 година. Втората беше затоа што сакам да ве охрабриме на тамошните разговори со Грција околу разликите со името. И трето, да бидете посигурни во пресед на признавањето на независноста на Косово. Што се случи? 2006 година, непосредно по промената на власта, прво што се направи се прекина коалицијата со Дуиту кога ДПА влезе во власта. Започна многу брзо после тоа целата кампања со антикризацијата во Македонија и започна обвинувањето за тоа дека во Македонија постојат национални предавници кои што сакаат да го променат името. Од тогаш до денес, 10 години, во Македонија покрај сите обиди на сите политички партии да се дојде до заедничка платформа на сите политички сили во Македонија за решавање на името, Груевски тоа не го прифаќа. Од проста причина, затоа што не му е потребно постојано да раскажува истата приказка. Тие се единствените бранители на името, а сите други, опозицијата е спремна да витка кичми, опозицијата е спремна да го промени името и заедно со лошите албанци кои што се традиционалниот непријател во Македонија, во таквата пропаганда, ќе направат се за да Македонија го изгуби својот идентитет и да ја снема од земјаната топка. Во услови на таков тип на политичка поларизираност и пропаганда, да кажеш дека е сега недоброто време да се решава проблемот со името, ќе биде контрапродуктивно. И од друга страна, мислам дека можеби Бейли, кога го кажал тоа, рекол дека во ова време на општа нестабилност и особено на бегалската криза, би било многу добро ако се направи некој чокор со кој што Македонија би влегла во Европската, пред се во НАТО, за да може во рамките на постабилни услови да се регулираат и другите прашања. Меѓутоа, мислам дека услови за такво нешто не постојат. Да? Директно бев спомнат, но и затоа што мојот став очигледно јас не би сакал да не сум тука по професија албанец, него сум како агромужако повикат. Не, сакам друго да кажам. Да не се гледа ова мој допринес позитивен од етничка смисла никако. Се работи за по-рационално, што по природа на нештата, македонци се емоционално врзани за прашањето, по-рационално во однос на тоа дека
Соединените американски држави се стратешки партнер. Ние сме определени сите парламентарни партии. Јас се сеќавам кога бев во собранието, секогаш кога се гласаше за НАТО, за трупи кои требаше да ги одат во Афганистан. Така сите беа едногласни за, значи нема тука, исто важи и за Европска унија. Значи американците сакаат за да се безбедносно, економски стабилизира Балканот, да сите станеме членки на една алијанса која на крај на краиштата овозможи развојот на Западна Европа во студената војна и која би обезбедила напредок на Балканот во секој смисол. И во таа голема слика проблем е што не може да и повеќе пати за време на бегалската криза, можеби покасно ќе кажеме, беше наговестено дека една земја е членка на Шенген, на Европска унија, на не, па како тие да поминат, и тоа е се уште голема пречка за креирање на единствена политика во врска со бегалската криза. Зашто ние да бевме во Европската унија, Грција и ние не ќе имавме никакви проблеми. Сега проблемите на Грција е што на грците се што ние не сме и не мора да се придржуваме на политиката на Европската унија. И во тој смисол Америка гледа момент за тоа и македонците не треба да го етничките македонци во овој случај без разлика на политичка припадност и се треба заеднички да се договорат за еден став или неколку стави со кои би пристапиле кон преговорите со Грција да се реши овој проблем и никако овој момент да се, тоа би била идејата на Беди, јас само интерпретирам логиката на тоа или на Соединените американски држави, да не се пропушти овој момент да предноста што ја имаме во глобалната слика кон Грција, не внатрешно. Арсовски, ако нешто беа јасни гарантурите на договорот од Пржинот, тоа е дека одблиску ќе го следат целиот процес предизборен и изборен, ќе оценуваат кредибилноста на изборите во услови кога опозицијата не оди на избори, доколку тие се одржат сега на 5 јуни, иако не гледам како би можеле да се одложат. Каков извештај очекувате околу почетокот на преговори на Македонија со Европската унија, односно извештајот на Европската комисија? Тоа е едно од тие... кој зависеше од изборите. Да, тоа е едно од тие сценарија за кои преска спомнав, веројатно сме при крај некаде. Знаете што, меѓународната заедница преку емисари, преку изасланици, тие што доаѓаат тука, тие што престојат тука, нон-стоп праќаат одредени пораки. Предпоставам дека дел од тие ги читаат, дел од тие што ги читаат и ги разбират, ама ги прават на обратен начин и ги продуцираат ни своите медиуми како што си сакаат, се подсмеваат и така натаму. Подсмевањето е многу лоша работа, дека најсладко се смее тој последниот што ќе се насмее. Мислам дека Пржинскиот договор е склучен меѓу четворица. Ако една партија од тие не оди, значи нешто е со Пржинскиот договор не е во ред, значи тој е едноставно ништовен. Не можам да видам дали негде во договорот и такво нешто спомнато. Грешката беше прва што се спомнаа датуми. Требаше прво да се спомнат сите обврски на сите страни на договорот и после се спомнуваат датуми можни и така натаму. Некако како да некому му се брзаше дали на партијата на власт, дали на меѓународната заедница, час побргу, па 5 јуни, па 1 јуни, па овој, па сега, така натаму. Сега во исчекување сме на уште 5-6 дена каде што меѓународната заедница не кажа. Они очекуваат уште. Они не кажа ни на, ни да, ниту не. До овој момент, реков, ни Ховид, ни Бели, ни Орав, никој. Сите ги спомнуваат само исполнување. Можно ли е исполнување, да речам сега, на одредени задачи на судството? Колку денови? За колку денови што може да се реши? Второ, што може да се направи за медиумите? Сите закони, све она што беше договарано, све она што се бараше, освен некое формално подпишување на кои некои од смешните коментатори на некои телевизии дојде и тие се подпишаа, тоа беше подбивање практично со сите. И она и основното, ДИК. Што ќе подпише сега председателот на ДИК? Дали ќе оди на подпис или ќе оди на некое внатрешно гласање, каде што знаете во гласањата
Сите пазари се можни и пак ќе биде 5-4 како во Уставниот суд и така натаму. Да. Што значи дека првото сценарио, како јас мислам дека ние многу брзо, само летото да помине, во септември може да добиеме тешка, негативна или едноставна изолација. Не ве разбираме како земја. Ние сме биле сите во многу земји и сме гледале на кој начин се реализира демократијата. Дали била тоа на Чаушеску или била на како се вика, на времето на Пападопулос, кај што имало хунти, кај што имало сето тоа. Да видите како земјите постигнале еден демократски развој, еден навистина за зачудување, кај што не сте верувале дека во една Грција во која сме знаеле кај биле додека бевме во СФР, тие беа 30 години зад СФР. 30 години беа. Кога влегува во Европската унија, се смени целата ситуација. Видете Романија. Сме оделе во Романија. Јас сум бил во 60-тите години, сум бил во 2008 почнав од времето на самитот на НАТО во Романија. Видите каков напредок има во тој земји. Не велам дека е благодарение на НАТО, благодарение на целиот систем што сакал да научи. Вие може да пратите 10 деца во училиште, тројцата учат, 7 деца не учат. Нема успех класот. Тројца учат само. Тоа ми беше, значи, јас најмногу што се плашам, тоа е пораката на изолација на земјата. Едноставно, ќе ве стават на стендбај, на чекање, кредити нема да добиете, ќе имате ова, ќе имате тоа, ќе чекате да дојдете во Европа, ќе чекате да влезете некаде на некоја врата, тоа Добро, а има ли начин работите да се вратат во некакви рамки од кои ќе произлезе договор? Имаме ли оптимистичко сценарио сега кога се уште популаризирани разликите? Да ви кажам, да сум во позиција на владеачка партија. Владеачката партија оставам, тие си владеат така како што сакаат. Опозиција. Опозиција требаше да го обедини на време целиот фронт. Без комплекси и без лажна емоционалност. Требаше сите да бидат поканети на маса. Кој е за демократија? Дојдете денеска универзална сара да разговараме. Дали се тоа лидери, полулидери, дали се NGO и сето тоа. Тоа го немаше. За жал. А пак ќе кажам, невладините први дадоа сигнал, зелено светло, удрија, односно црвеното светло. Што значи дека според вас ќе се продолжи малку, ќе се подолго време ќе трае обидот за излегување од политичката криза? Јас мислам дека ќе влегуваме од криза во криза. 10 минути имаме. Околу каков извештај очекуваме од Европската унија, односно околу она што беше клучен услов кредибилни избори за да добиеме потврдување на извештајот за почеток на преговори и кои се сценаријата сега, дали може работите да се вратат во некакви рамки за разрешување на состојбите? Ако гледаме од негативна гледна точка само, секако дека има и позитивни и негативни работи во се. Ако гледаме, имаме политичка криза и има едно кажување, може би колегите ќе ме посетат, кој го рекол, подобро е ужасен крај него ужас без крај. Во тој однос, ако се сложивме сите тука и меѓународна заедница и гаранторите дека треба да има избори, во секој случај добро е да се мобилизираме да колку толку се исполнат условите. Само што не се согласите. Мислим, тоа е политиката never say never. Во тој случај подобро е да се мобилизираме затоа што и во случај да се одржат избори бойкотирани, во случај под голема претпоставка да се случи тоа, значи тука сосема се неверодостојни, кредибилни и неважечки. Во тој случај негативниот извештај од Европската унија во јуни не бега. Така што никој не би се упуштил, јас мислам, во такво сценарио, како ни во тоа дека гаранторите на договорите инсистираат, уште еднаш ќе повторам, на институционални решенија, затоа што улицата имаше улица и во Србија, и во Косово, и Црна Гора и така натаму, и никаде не се дозволи да
улицата ги решава политичките проблеми. Политичките проблеми мора да се решат институционално. И ако сите се согласиме, уште еднаш ќе повторам, за неколку институции кои институционално треба да ги решат, секако дека тоа не далеку сме од развиена и развиени институции демократски, но сепак одиме кон тој пат. И јас едва чекам, пошто јас бев, ако се сеќавате, 2004 проглашен, не знам што, да дојде Романија кај нас, да дојде на Ковеши. Ковеши. Лаура Ковеши. Па да виде сите од какво богатство има, како го стекнале, и тоа ќе биде таа катарза во смисол на санкционирање на корупцијата. Во тој момент ќе почне се да действува и ќе има напредокот што го има Романија кога почна да влезе во НАТО, влезе во Европска унија и достигна тој степен. Значи мора да се реши нешто за да Европската унија и НАТО, што престои самитот во јули, дадат позитивна оценка за да тргнат работите во Македонија, но не може да се очекува преку ноќ да се решат проблемите што со векови можеби се акумулирани во менталитетот на луѓето. Значи, евроатлантски интеграции, веројатно извештајот ќе биде негативен, исто како што и забелешките на Северноатлантскиот совет во однос на акционот план за членство на Република Македонија во НАТО, бидејќи се практично слични проблемите. Ние имаме проблем со костурот на демократијата, а тоа се прво опозицијата нема соодветен респект од страна на власта, бидејќи си дозволија да изфрлат на сила, што е, мислам, катастрофа во една парламентарна демократија. Потоа медиумите се катастрофални, бидејќи ја немаме таа не е почнато ништо од најавената реформа. Интелектуалците се уплашени по разни основи, и исто така и невладните организации кои што најдоак смогнаа сили. Практично со нас владе една пирамида на срасната партиска и државна моќ. И тоа мора да се разбие, бидејќи се додека тоа е така, народот заплашен под притисок ќе мора да биде уценуван и да гласа како што ќе му се нареди. Прашањето на владење на правото исто така е една голема слабост. Видовте што се случува со сите одлуки на специјалниот јавен обвинител. И конечно целокупната македонска приказна е мощно негативна во оците на западњаците, така што доколку се случат овие избори, доколку ништо не се случи, би рекол, револуционарно, не знам како би се очекувале некои комплименти од Брисел. И едино не зборувавме за сценаријата, некој повика може би и на улица и така натаму, некоја, не знам, некоја сомотска револуција, некоја промена на мирен начин, нешто што би се обединиле сите оние параметри за кои што денеска зборувавме, а тоа е пред се почнувајќи од опозицијата која што треба уште повеќе да се обедини и да покаже една поголема решителност, до улогата на меѓународната заедница, до специјалниот јавен обвинител, институциите на кои што се уште не навлегле и со еден притисок на народот, не да се прави револуција, мислам, тоа е глупост во 21. век, но сепак народот мора на еден решителен начин да им даде на знаење на властодржците дека повеќе не може така, дека повеќе не заслужува македонецот да биде и исто така и останатите представници на Македонија, етничките заедници, албанците, и тука да не ги спомнувам сите, бидејќи веќе Груевски ги на секој настап од 1 до 7-8 таму ги наредува, додворувајќи им се нормално. Значи сите треба ние да направиме нешто, бидејќи идниве генерации ќе не осудат зошто сме биле индиферентни и практично сме се здружиле или сме молчеле наспроти овие работи што може да ги наречем или демократура или авторитарен популизам, некој диктатура не би рекол, меѓутоа нешто што не личи на вистинска демократија како што треба да направиме.
Спасов, значи како да се вративме на почетокот од кризата, ми звучеше овој говор на Нано Ружин. Дали има начин работите да се вратат во некакви рамки од кои што ќе произлезе договор, односно од каде што ќе произлезе позитивна оценка на оние кои што не оценуваат? Прво, јас мислам дека се уште има можност да не се одржат изборите на 5 јуни и да бидат поместени некаде за септември или октомври. ВМРО ДПМН и ДУИ влегува во оваа авантура силно убедени дека ќе биде принуден СДСМ да учествува на тие избори. Да знаеа дека СДСМ не би учествувал на тие избори, они ќе го држаат таквите избори сами, уште кога почна објавувањето на бомбите или уште кога беше 24 април или во многу други прилики има можности тоа да го направат. Одењето сами на избори во Македонија, тоа значи автоматско губење на препораката за започнување на разговорите и губење на можностите за влегување во НАТО. Ако ВМРО тоа може да се го дозволи, само заради тоа што сака да избегне од правната одговорност за кривичните дела кои што се разоткриени со прислушувањето. ДУИ тоа не смее да се го дозволи. Затоа што во неговата програма секој ќе го праша човек како можеш да си дозволиш додиш на избори кои што сигурно ти гарантираат губење на препораката за членство во Европската унија и губење на перспективата за влегување на НАТО, а тоа би можело да значи останување на земјата во една зона на која што ќе се приклучува кон Русија или кон Србија. Таквата политика е погубна за Македонија, погубна за политичките партии кои што ќе прифатат таков потек. Оттаму јас мислам дека они се уште длабоко ќе размислат дали воопшто ќе се одлучат на такво нешто. Втората можност е меѓународната заедница сериозно да го разгледа тоа сценарио, бидејќи тоа дефинитивно не води кон решавање на кризата, да изврши притисок за одложување дополнително на изборите, повторно да ги седне сите 4 политички партии на маса и да каже дајте сега да се договориме за неколку работи. Прво, да се договориме изборите да се одржат кон крајот на септември. Второ, да се договориме за целата работа дека се што е ова договорено со Пржинскиот договор ќе се имплементира од страна на следната влада во која што ќе има подпредседател за имплементација на договорот од Пржино. Останува специјалното јавно обвинителство, но ќе формираме сега и основно одделение при судот за да може да не биде специјален суд да не биде обструирано специјалното јавно обвинителство. Дајте сега покрај тоа да се договориме било кој да победи на следните избори, иден министер за полицијата да биде од редовите на опозицијата, за имаме контрола на власта во целата таа приказка и дајте да се договориме за уште една работа која што е многу важна во целата таа приказка. Дека идната влада ќе биде способна од страна на сите 4 политички партии кои ќе добијат најголем број на пратеници во парламентот да состави заедничка платформа за решавање на името и за влегување во НАТО и во Европската унија. Може тоа да го направат Соединетите американски држави и Европската унија со нивниот сериозен политички притисок, затоа што Македонија добија огромни средства од Европската унија. Македонија користи огромни средства од Соединетите американски држави за својата одбрана. Учествува во одбранбените активности на НАТО во целата таа работа и како што рече Чарлс Гарет, така функционира Европската унија. Не се мешаат они во нашите работи заради тоа што тоа им е волја, туку затоа што ако станеме еден ден членка на Европската унија со ваквите политики и авторитарни кои што ние или бидеме примени со ваква политичка елита, тогаш таа ќе има влијание врз одлуките во Европската унија, а тоа значи и врз она што ќе го доживуваат граѓаните на другите европски земји. Оттаму за да се заштитат себе со таква нова членка, они имаат обврска да го менаџираат овој процес до крај, а не да дигаат раце од него. Мислам, сите демократски ориентирани сили во Македонија, и граѓански активисти, и политички партии, се заинтересирани, а не за нешто друго, туку всушност да имаме една нормална атмосфера на меѓусебно почитување на политичките партии. Она што се случуваше по рамковниот договор. Враќање малку на меѓусебната доверба, креирање на инструменти за враќање на меѓусебната доверба, Нано го спомене така. Не може со ова ниво на политичка омраза да опстои едно општество. Со ова ниво на политички подобри. Во договорот од Пржино беше политичката волја која што многу тешко можеше да се усогласи во текот на целиот овој процес. Господинот Љупчо Арсовски, Агром Божаку, Нано Ружин и господинот Ѓорги Спасов, многу ви благодарам што бевте вечерва во Отворено да ги проанализираме последните случувања. Ќе видиме дали до крајот на неделата собранието и ќе биде се извинувам, ќе бидат изборите распишани откако се распушти собранието. Благодарам вам, почитувани граѓани, што бевте во студиото вечерва. Следната емисија е следниот правилник. Пријатно.